вечер кој прославува 55 години. Тоа е јубилеј достоен за почит, особено за еден медиум. Имаме телефонски разговор со Жанета Скерлев од Лондон на темата Брекзит, односно ќе се случи ли екзит од Брекзит. Потоа имаме разговор со неуропсихијатарот Мице Дудучки. Нашата дилема беше дали е можно помирување и простување помеѓу така наречените патриоти и така наречените предавници. Накај 16 часот и 15 минути гостин ќе ни биде доктор Ирена Пухова, интернист, да се информираме како овие, да речам, летни ноемвриски температури влијаат врз здравјето на граѓаните. Од 17 часот имаме дебата кој е виновен за смртта на малата Тамера. Судскиот процес започна, но наши гости ќе бидат докторите од лекарските комисии. Значи, акцентот на разговорот ќе биде како одлучуваат овие лекарски комисии, работеле ли совесно и слично. Значи, да ја слушнеме таа втора страна во оваа приказна. Гости ќе бидат Аспазија Софијанова, Владо Поповски, а телефонски ќе разговараме и со докторот Никола Граматиковски, кој не е во Скопје денеска. И последниот блок од 21 часот ќе се обидеме да одговориме на прашањето од што боледува македонското здравство, да се обидеме да ја диагностицираме болеста за да го одредиме и лекот. Гости се министерот за здравство Венко Филипче, директорот на Фондот за здравство Ден Дончев и Игор Ивановски, професор од економскиот факултет. И на крајот, пред вестите, го очекуваме да пристигне од Хелсинки во нашево студио Павле Богоевски, еден од исклучените од ВМРО ДПМН, за да дознаеме какви пораки добија овие отпишаните од ВМРО ДПМН во Хелсинки од сестринските народни партии. Ете, тоа е тоа што може да гледате. А сега да представам, тука е колешката Весна од главниот говорен уредник на Вечер. Честитам јубилеот, навистина е достојно за почит. Ке се повторам и ке разговараме малку за бекграундот на Вечер. И тука е колегата Дејан Андоновиќ, а тоа значи дека ќе имаме во овој отворен појас разговор за некои случувања во регионот и на светската сцена. Но, прво одиме она што е вест на денот. Ние обично во овој дел, сиве овие денови и недели имавме вклучување и од собранието, каде што се актуелни уставните амандмани. Вториот сегмент е судските процеси, но денеска вест на денот е она што не беше најавено, а се случи. Имено, специјалното јавно обвинителство, односно истражители на СЈО, влегле во фирмите на бизнисменот Орце Камчев, но и на други бизнисмени. Треба на линија да го имаме колегата Антонио Крстевски. Дали се слушаме, тој ја следи, ги следи информациите за овој настан. Антонио? Добар ден, Јадранка. Имаме ли потврда, имаме ли повеќе детали за оваа акција? Да, македонската јавност утринава се разводи со информацијата дека специјалното јавно обвинителство отвара нова истрага. Со изгреј сонцето утрово, специјалното јавно обвинителство влегло во компаниите на Сашо Мијалков и Орце Камчев. Обвинители од СЈО со судска наредба, придружувани од инспектори на Оделот за организиран криминал и корупција во МВР, извршиле 12 претреси, а лишени од слобода се 5 осомничени лица. Како? Да, лишени од слобода, ама не се во притвор, да разјасниме. Да. Добро. Така барем стои според соопштението кое што го испрати специјалното јавно обвинителство. Добро. Инаку Империја е кодното име на новата истрага на СЈО, која што се води за злосторничко здружување, злоупотреба на овластување и положба, измама и пирење пари,
и оштетување или повластување на доверители. Специјалното јавно обвинителство ја потврди информацијата и пишувањата со официјално соопштение. Јас ке прочитам дел од него. Во него стои дека ја известуваме јавноста дека по спроведена обсежна предистражна постапка во која се преземени десетина предмети кои се воделе пред надлежни обвинителства и врз кои воспоставена е надлежност на ова јавно обвинителство, денес се отворена истрага под кодно име Империја против Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Ненад Јосифовиќ, Цветан Панделевски, Радка Куновска Камчева, Христина Камчева Стојчевска, Зорица Арсовска, има тука и други лица кои што се споменати, да не ги набројуваме сите, поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службена положба и овластување, измама, перење пари и други приноси од казниво дело. Во соопштението дополнително наведено дека во текот на предистражната постапка ова јавно обвинителство обезбедило доволно докази од кои произлегло сомнение дека во периодот од 2002 до 2013 година осомничените ги сториле кривичните дела што им се ставаат на товар лично и преку правни лица кои биле или се уште се во нивна собственост. Од СЈО вела дека во скоро време се очекува и проширување на оваа истрага кон нови лица, но исто така и за нови кривични дела, а во насока на обезбедување на имотно-правните барања од оштетените лица ќе бидат побарани и мерки за привремено обезбедување на имот. А дали ќе бидат изведени пред истражен судија? Има ли детали во соопштението на СЈО? Такви детали се уште нема. Ова што го прочитав беше соопштението на СЈО во кое наведени се конкретно имињата кои што се офатени со ова нова истрага Империја. Останува да видиме дали во текот на денот ќе има и нови детали околу истрагата. Ние ќе го следиме, еве, ти, како што веќе и реков, ги следиш сите информации во врска со случајот Империја. Благодарам, Антонио. А треба да го имаме, дали го имаме на линковска врска, колегата Игор Стефановски, да, еве го пред судот. Игор, денеска започна судењето за убиството на младиот Саздо, така? Така, Јадранка, веќе неколку часа, односно околу 4 часа трае судскиот процес за убиството на Никола Саздевски Саздо. Во овие моменти тече доказната постапка за овој случај и за затворени врати од јавноста, без присуство на новинарите, се испрашува еден од очевидците на претепувањето крвнички на Никола Саздовски на автобуската постека во автокоманда во месецот јуни. Сведокот беше во судницата дојден со дуксер на кој на себе имаше ставено капулјача за да не ја видат присутните во судската сала, која што всушност беше и преполна што од обвинети, односно двајцата обвинети, што од нивните роднини потесни семејства во кривичниот суд, како и големиот интерес од јавноста за следење на судскиот процес. Обвинети во случајот се Бесир Белја и Скендер Демири, на нив им се става на товар кривичното дело убиство извршено на свиреп начин и со умисла. Обвинителот Ален Фидовски, меѓу другото, во ведниот договор наведе дека на свиреп начин губиле Никола Саздовски Саздо, а меѓу другото тие на автобуска постека прво му побарале лична карта, па после го прашале дали потврдиле всушност дека е токму тој Никола Саздовски кого всушност го барале за подоцна да почнат со претепувањето. Сепак за Бесир Белја и за Скендер Демири, они велат дека не се чувствуваат виновни за ова кривично дело кое што им се става на товар, додека пак адвокатите нивни Насер Кој е образложението? Не се чувствуваат виновни за делото убиство извршено на свиреп начин, туку адвокатите во нивниот воведен говор наведоа дека смртта на Никола Саздовски настанала со насилство, пошто имало смртни последици, а конкретната смрт на Саздовски ја коментираат како
неговиот пад во метална ограда на електричен трансформатор во близина на автобуската постојка во автокоманда, конкретно на автобуската постојка. Во овие моменти, како што кажав, судењето е затворено за јавноста, бидејќи сведочи сведок кој што пред се е малолетник, судечкиот судија Данила Лексовска Стојановска го одлучи тоа новинарите да бидат исклучени токму поради тоа што сведокот е малолетник, а при тоа имало и закани кон сведокот што телефонски комуникации, SMS пораки со цел да се прикрие сведочењето. Инаку, Јадранка, да се надоврзам на линковското вклучување на колегата Антонио Крстевски, во секој момент се очекува тука во кривичниот суд од овој страничен влез каде што и се наоѓам јас да бидат спроведени на судија на претходна постапка осомничените во постапката во истрагата на специјалното јавно обвинителство. Очекуваме во секој момент да биде спроведен Јордан Камчев како Сашо Мјалков и уште 5 темина преостанати осомничени. До пред 10 минути пристигна еден од осомничените од страна на специјалното јавно обвинителство со полициско обезбедување, меѓутоа не успеавме конкретно да регистрираме за кого точно станува збор. Секако остануваме тука. Ти остануваш таму, доколку се случува нешто, ќе алармираш да те вклучиме повторно. Благодарам. Уште едно вклучување би требало да имаме од собранието. Немаме, добро. Весна, конечно. Вечер. Прославивте вчера. Почнавме да славиме вчера. Значи, најнапред благодарам за убавите честитки за јубилејот. Се надевам дека и вас ви е драго, бидејќи имаме многу малку печатени медиуми што останаа да живеат во Македонија, да преживеат. Така да почнавме да славиме вчера со торта. Роденденот на Весникот вечер е во недела, кога излезе првиот број дамнешна 55 години, значи прва вечер на стартот беше во општествена собственост, па премина преку фазата на приватизација и мислам се сменија неколку собственици. Сега Весникот е во собственост на... Сега Весникот е во приватна собственост. Значи, на Бојо Андревски? Бојо Андревски, да, Европски универзитет. Тоа не е од сега, тоа е веќе над 10 години. Предходно беше исто во приватна собственост. Ако се вратиме многу одамна, нели беше во склоп на НИП Нова Македонија, како акционерско Колку вработени имате? Интересен е податокот дека Весникот вечер денес има 35 новинари, онолку колку што имал кога стартувал дамнешна 63-та година. Стартувал со 35. Немате никаков напредок. Сега е 35, да. Мислам дека оптимален број на вработени. Да, ама тие работат и на електронска верзија, така? Работат на електронска верзија до затварањето на медиумот во некој 16-17 часот, дедлайн за печатење, но попладне имаме друг тим кој работи. Весна, зборувачки ми беше, значи јас сакав да влезам во електронската верзија да го видам импресумот и слично. Значи, постојат два вечер.мк и таму бев збунета, таму стоеше дека е уредник главен Ивона Талеска. Така. Па морав да се интересирам како да ве пронајдам, па вие сте вечер.прес. Вечер.прес. Зошто? Како дојде до ова двојство? Значи, предходно во медиумот долги години работеа Ивона Талевска и Драган Павлович Латас. Кога си замина, значи, зема да го работат Вечер.мк. Меѓутоа, Вечер.мк не е сајт на Весникот вечер, значи не е поврзан воопшто со Весникот вечер, да. И на него работат други луѓе. Која е уредувачката политика тогаш на Весникот вечер? Значи Весникот вечер е... Бидејќи кога беа Ивона Талевска и Латас, тој беше апологета на владата на Груевски. Вака, Јадранка, да целосно независни медиуми не постојат.
Тоа да се разбереме лага доколку некој мисли дека има Ниве фокус е независни. целосно независен. Не, зависи ако не од волјата на читателите, не мислам зависен во смисол на политички партии. Значи, ние не сме ниту на власта, ниту на опозиција сега, како што тоа беше претходно, нели? Весникот вечер сега е она што треба да биде едногласило, значи независен медиум, растеретен од било какви притисоци зборам на политички групи или политички партии. Значи зависиме исклучиво од волјата на нашите читатели, од волјата нормално на коментентите, нашите пријатели, партнери, како и сите други медиуми. Меѓутоа од политичка волја на никого не зависи. Така, имам знак од режијата дека имаме на линк Весна Велкова од Собранието. Весна? Да, се слушаме, Јадранка. Веста беше, веќе ја знаеме дека мандатот не е одземен на Никола Груевски. Да, тоа всушност е и веста на денот, со 58 гласови за и 29 против, мандатот на пратеникот Никола Груевски не му беше одземен. Тоа е веста на денот, инаку со самото неодземање на мандатот не значи дека Груевски нема да оди во затвор. Тој ќе оди во затвор доколку така реши судот и ќе зема пратеничката плата. Да, од Собранието. Така, да, и ќе зема пратеничката плата. Имаме изјави од некој имаме изјави овде од значи целата оваа дискусија одеше, целата оваа расправа, односно неодземањето на мандатот помина без дискусија. Не дискутира дури ниту пратениците од неговата пратеничка група ВМРО ДПМН. Да го слушнеме овде Талат Џафери. Така. Вкупно гласа 87 пратеници. За гласа 58 пратеници, воздржани нема, против 29 пратеници. Констатирам дека Собранието не му го одзеде мандатот на пратеникот на Собранието на Република Македонија Никола Груевски. Да, всушност останува кривичниот совет сега да одлучи по жалбата на Груевски на неговите адвокати, доколку ги одбие жалбите, треба да се одреди датум кога Груевски треба да оди во затвор. Ова е веста на денот. Во меѓувреме денеска Уставната комисија, која треба да расправа за вториот амандман, беше одложена за 15 часот. Значи, во 15 часот ќе започне седницата на Уставна комисија, која треба да расправа за амандманот во кој наместо одлуките на АСНОМ треба да стои преамбулата на АСНОМ во Уставот. Но за овој амандман се имаат пријавено уште 8 пратеници, како што реков, во 15 часот треба да проложи. Денеска на собраниска седница од мнозинството не го прифати и предлогот на ВМРО ДПМН на дневен ред да биде ставен законот за амнестија за настаните за сите оние обвинети во инцидентите собраниски од 27 април. ВМРО ДПМН бараше мнозинството овој предлог го отвори. Да го слушнеме овде Никола Мицевски. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е пред неколку дена поднесе предлог закон за амнестија на лицата осумничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 април 2017 година по скратена постапка. На денешната седница сведоци сме дека повеќе од 7-8 закони поминаа по скратена постапка, иако информацијата за нив ја добивме пред само неколку минути. Имајќи во предвид дека пред неколку дена формално правно е поднесен законот за амнестија, а согласно член 70 став 1 од деловникот на Собранието, обврска и пракса е предлогот на закон по скратена постапка, поднесен од пратеници и од влада, да биде ставен на првата наредна седница. Тоа денеска не се случи и од таа причина бараме дополнување на дневниот ред со овој закон. Ова е можност, доколку навистина интенцијата е да се работи на помирување и релаксирање на односите, колегите пратеници да ја поддржат точката и заедно да помогнеме во нормализирање на состојбата.
Да, денеска пратениците овде во собранието расправаат и за ребалансот на буџетот. Министерот за финансии Драган Тевдовски го образложи. Да го слушнеме овде Тевдовски. Ребалансот на буџетот на Република Македонија за 2018 година се заснова на проекција за раст на бруто домашниот производ од 2,8% во 2018 година, а буџетскиот дефицит е непроменет и изнесува 2,7% од бруто домашниот производ. Со ребалансот на буџетот се врши минимална корекција на приходната страна на буџетот и прилагодување на оделни делови од буџетската потрошувачка до крајот на годината. На расходната страна, позначени дополнителни средства се алоцираат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за вработување на Република Македонија. А со цел подобрување на фискалната позиција на општините се предвидуваат и 3 милиарди денари за финансиска подршка на Значи, како што реков, за време на викендов, овие две комисии, односно ќе има собраниска седница, тука ќе биде на дневен ред ребалансот на буџетот, а пратениците ќе работат и во комисијата за уставни прашања. Студија? Се продолжуваме во студиото. Дејан, сега, како вест на денот, јас најавив акцијата на СЈО од домашните, да. Империја, акцијата Империја, весна, тврди веста од собранието на денот е неодземањето на мандатот, но веста во регионот е синокешното пропаѓање на обидот за повторно преговарање меѓу Белград и Приштина, нешто што трае долги години и што го дестабилизира целиот регион, веројатно влија и на нашата држава, така да може и тоа да е некаква вест на денот. Да, која е причината за преговорите меѓу Белград и Приштина? Вчера по 2,5 месеци отидоа во Брисел да преговараат во посредство со Могерини, но Вучич после кратките преговори излезе и рече дека неќе да ги продолжи преговорите, се додека Приштина не ги повлече даноците кои ги оданочи сите српски производи на Косово за 10% и некои други действија. Вучич не кажа кои се другите действија, но алудираше на трупањето на Косовски заштитен корпус во северните општини на Косово, а тој Косовски заштитен корпус наскоро треба и веќе веројатно има амин од меѓународната заедница да стане Косовска армија. Оттаму српските представници и Вучич излегоа и рекоа дека неќе да продолжат со преговорите, а подоцна излезе и Хачим Тачи и рече дека и тие не сакаат да ги продолжат преговорите, додека Белград не се согласи дека Косово постои. Така. Би требало да ја вклучиме Жанета Скерлев од Лондон, дали ја имаме на линија? Ја имаме Жанета или да продолжиме? Имаме и друга вест. Па добро, можеме да ја прокоментираме и за вчерашниот инцидент на тоа како американскиот председател Доналд Трамп по изборите. Познато е дека Трамп излезе со првична негова пресконференција за да каже резултатите и да се обиде пред американската јавност да прикаже дека овие да кажеме избори ги победил, но нели исходот на изборите беше дека републиканците и Трамп го изгубија представничкиот дом, а го задржаа владењето на Сенатот. Но Трамп во својата добра, нели во својот манир, кој уште од почетокот на мандатот го красеше негативниот однос кон медиумите, особено кон CNN. Тој е во своевидна војна со CNN особено. Не успеа да го послуша прашањето на новинарот од CNN, кој го праша за мигрантите, за тие мигранти ние имаме кратко. Имаме некое видео, може режијата да не илустрира на прашањето, значи на новинарот каде се мигрантите. Трамп само рече: вие од CNN не сте американци, ме провоцирате, земете му го микрофонот. Нешто што не сме виделе, Јадранка, морам да признам, ни у западната, па ни кај нас во овие балкански простори. Ниту на Балканот ваков. Да, сме имале секакви политичари, но ниеден од нив не е успеал да исценира таков инцидент на очите на светската јавност. Значи Трамп, образложението му беше: не ми се допаѓа прашањето, земете му го микрофонот. Одеше до таму скандалот што
Белата куќа излеза подоцна со соопштение каде што кажа, му го земав на микрофонот, бидејќи... Да, не чека Жанета Скелев на линија, да не ја држиме. Жанета, здраво! Добар ден и поздрав и до вас и до вашите гледачи. Така, јас го насловив овој дел од разговорот како ќе има ли екзит од Брекзит. Се случува ли, има ли шанси да Лондон сепак се повлече од Брекзит, односно се излезе на нов референдум? Бидејќи имаше и протести, но се јавија и група бизнисмени кои бараат, нели, нов референдум за да се излезе од Брекзит. Денеска се разбудивме со вест дека владата на Тереза Меј е размишена, зашто Демократската партија на унионистите на Северна Ирска, која го држи тесното мнозинство на премиерката, е лута. Меј вети дека нема да има цврста граница меѓу Република Ирска и Северна Ирска, но изгледа дека нема идеја како ова да се реши и дека нешто како граница ќе има и на копно и на море. Значи, уште еден проблем. Проблемите се таложат од ден на ден и да ви кажам искрено, секој ден се будиме со нешто ново. Така, кои се реакциите? Да речам, кои групи се свестуваат дека излегувањето од Европска Унија ќе им донесе и проблеми? Проблемите, мислам дека 2 години по донесувањето на одлуката за излегување на Велика Британија од Европската Унија, проблемите се толку наталожени и луѓето веќе сваќаат дека не е се онака како што мислеа пред 2 години, дека ќе се врати сувереноста, ќе се врати независноста, Велика Британија ќе може сега слободно да склучува трговски договори со кој сака и како сака, дека излегувањето и тоа како има цена, што веќе и самите министри во владата на Велика Британија сваќаат дека е многу посложено. 5 месеци останува... Во март треба 2019 да се случи тој чин. На 29 март 2019 треба да се случи излегувањето, а денеска Доминик Раб, министерот кој преговара излегување на Велика Британија, денес напладне изјавува дека не ја сватил сериозноста на непостигнувањето договор врз пристаништата кои ја поврзуваат Британија со Европа како Довер, со француското пристаниште Кале. Можете да замислите. Минатата недела, например, бе во Брисел и на одење бе сведок на колони камиони и автомобили на двете страни. Завршува училишните одмори, колоните беа со километри, а тоа беше без Брекзит. Еве за илустрација, од Довер за Кале годишно одат 4 милиони камиони наваму натаму. Сега одат наваму натаму без проверки. Замислете само сега што ќе се случи ако нема договор. Или не постигне добар договор за раскинување на Царинската унија. Што е аргументот на бизнисмените кои нели има една писмена реакција до владата, до јавноста? Аргументот на бизнисмените кои патем речено 2 години молча и чекаа да видат што ќе се случи е дека ќе изгубат пари. Знаете, бизнисмени како бизнисмени, додека не бидат лично засегнати финансиски, чекаа да видат што ќе се случи. Сега сваќаат дека ќе се случи тоа како и ќе има загуба. Едно истражување објавено деновиве надведе дека илјадници компании ќе пропаднат всушност ако нема договор. И тоа повеќе оние на југ од земјата од оние на север, и тоа повеќе оние од Лондон од оние на север, заради блискоста со Европа. Значи, колку се поблиску до Европа, повеќе тргуваат со Европа и повеќе загуби ќе имаат. Жанета, има ли некакво истражување на јавното мислење? Дали има промена во расположението сега кај британците? И тоа каква промена? Нова анкета на Канал 4
минатата недела, која опфати 20.000 луѓе, смета дека сега, 2 години подоцна, кога луѓето се освестија и имаат повеќе информации што всушност значи Брекзит и какви се последиците, референдумскиот резултат би бил следен. 54% за Европската Унија, 46% против. Значи, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска комотно сега ќе си останеше во Европската Унија. Каде што и припаѓа, би рекле некој. Така. За крај, Жанета, до 29 март, рече, нели, е денот за излегување. Има ли шанси нешто да се промени? Бидејќи веќе и во владиното мнозинство веќе има некакви бранувања. Не само во владиното мнозинство, туку и лабористите, доколку тоа е опозицијската партија, доколку тие конечно решат нешто да сторат, 86% од нивните членови би гласале за останување во Европската Унија, би го поддржале она што нивните министри во опозиција се закануваат дека ќе го направат, дека ќе го поддржат така наречениот глас на народот, сите оние протести кои се случува изминатите месеци во Велика Британија. Премиерката Меј е против. Меѓутоа има сигнали дека ако ова конфузија со Брекзит и непостигнувањето на договорот продолжи, дека е можен и некаков втор референдум. Така, Жанета, ти благодарам. Ке разговараме ние во друга пригода, ке ги следиме сите овие случувања во врска со... Само да додадам ова. Прашавте, нели, прашањето е дали има нешто да се промени. Еве и да се смени. Ние се уште немаме информација доколку Лондон сепак се одлучи и ретарира од Брекзитот и сака да се врати. Дали сега Брисел сака да дозволи Лондон да се врати во старото јато, што се вели. Значи тоа мораме да очекуваме наредниот период да видиме. Можеби па Брисел веќе одвеќе чекаше Лондон да замене. Некои држави као Франција и Германија ќе бидат сега втори во Европска унија. Добро, интересни аспекти. Весна, благодарам што беше. Имаш да додадеш за Брекзит? Не, има толку интересни теми во нашава држава, така да не се занимаваме со Брекзит во моментов. Благодарам. Елена е веќе во студиото, следуваат вестите.